Тема култура во продолжение, еден многу убав разговор кој што ќе следи со една млада, наша успешна оперска пејачка која што имаше можност да настапи на Московски Кремљ 2 пати до сега. За незиното искуство раскажува во продолжение Јаворка Витанова. Добро утро. Добро утро. Благодарам што си наша гостинка денеска. Драго ми е вака што гледам млади наши деца, нели, кои што успеваат, се пробиваат во светот на познати светски сцени, кои што всушност се извор на уметници, светски уметници, светот на културата е тамо. И на колку години првпат настапи? Прво да ви се заблагодарам на поканата. Добро утро до сите ваши гледачи. На колку години првпат настапив? Па, ако добро се сеќавам, тоа беше мојот концерт за завршување на средното образование. Мислам дека колку му доаѓа 18 години. 18 години, да. Така. За колку години подоцна да имаш можноста да настапиш на Московски Кремљ? Па, помалку од 10 години, да. Помалку од 10 години, ретко светски имиња настапиле таму. Знаеме колку е затворена таа сцена и кој се имал можност да настапи таму. Добро, како дојде до тоа да имаше ли некој надпревар, имаше ли некоја посебна можност за која што ти се упати токму таму да настапуваш? Да, така испадна оваа можност. Бев на надпревар прво за руска романса овде во Скопје. Потоа уште еден надпревар се одржа во Софија, во Бугарија. Тоа беше на ниво на Балканот. Тоа е во 2018? Во 2018, да. Таму го освоив првото место во Софија и така организаторите на руската романса во Москва ме поканија да се надпреварувам и во Москва. Искрено, очекувањата не ми беа многу големи, затоа што сепак тоа е надпревар на светско ниво малтене. И кои се земји беа таму? Ти беше представник од Македонија? Така е, да. Бев представник од Македонија, имаше од Балканот, од Србија, од Бугарија, од Кина сега имаше, од Узбекистан, Киргистан, тогаш имаше и од дел од државите од Европа. И беше во 3 етапи. Имаше околу 20 на учесници. Во жирито беа, мислам дека беа повеќе од 20 луѓе, и тоа се еминентни имиња кои настапуваат на руската сцена. И беше огромен предизвик, морам да признам. Ама сега вака, од оваа гледна точка, многу убаво искуство, на кое научив премногу општо за изведбата на не само на руската романса. Имаше можност таму, предпоставам, и да се дружиш со светски имиња од твојата фела, но и нови млади кои што доаѓаат со една цел да се надпреваруваат и да ја представат својата држава, предпоставувам. Купи знаење, купи искуство. Како оперските пејачи со оние кои што ти комуницираше, котираат кај ни во нивните држави? Па сите, како и јас, сите се борат за нивното место на сцената каде што престојуваат. Сам да кажам дека ние ништо не сме поназад, дека горе-долу исто функционираме во делот на уметноста, можностите, и со оглед дека ти си дел од хорот на националната установа опера и балет. Да. Имаш можност да настапуваш и како дел од хорот. Така е. Да. По надпреварот, тоа беше 2019 година, се вработив во Македонската опера и балет и сум дел од хорот. И можам да кажам дека многу ми помогна да се изградам како уметник на сцената, затоа што ние сме цело време на сцена и веќе публиката и сцената и рефлекторите ни стануваат малтене секојдневие. И тоа помага доста кога треба да излезеш сам да се справиш со сета таа позитивна енергија и адреналин. Втора наша млада уметница, можеме така да кажем, во делот на уметноста, Стефанија Гаштарска, балерина, ти оперска пејачка, настапувате во Москва, успевате да се пробиете таму меѓу навистина големата конкуренција која што постои. Ти се врати назад, тука можеш ли да споредиш во делот на
се разбира богато искуство за тебе, можност неверојатна, но можеш ли да споредиш што е она што би го имала ти како промоција таму за разлика од тука? Во делот на уметност и можности. Да, морам да ја пофалам Стефанија, таа е доста млада и многу успешно се справува со сите задачи што и се зададени. Да се биде дел од таа сцена, од московската сцена, навистина огромен предизвик. И сите уметници имаме избор. Дали ќе излеземе надвор од државата или ќе се обидеме да направиме нешто повеќе дома. Моментално мојата цел е да бидам тука, сега за сега и да творам овде. Но секако отворени ми се вратите и кон Европа и во Русија. Некако повеќе ме влече Италија, морам да признам. Добро, уште една колевка на уметноста таму, така да... Изборот би бил сигурно вистински како купување на уметност, но убаво е да се слушне тоа дека младите сакаат да дојдат тука дома и да бидат дел од нашите национални установи. Како можност за промоција на државата и патување. Веќе имаше еден концерт спомена. Верувам и дека сакаш и солистички да се промовираш тука кај нас во делот на концертите. Кои ти се плановите? Плановите моментално ми се припремање, во моментов припремам улога за која ќе имам аудиција, па ќе дознаеме наскоро како ќе биде исходот од тоа. Потоа промоција на се ова што се случи до сега, со тимот го подготвуваме мојот вебсайт на кој што ќе биде изложено се она што се случуваше до сега и ќе биде понатаму. И има доста интересни проекти кои следуваат, но сега за сега ова е што можам да откриам. Добро, вечерва имаш представа. Да. Која представа? Вечерва, што има вечерва? Гледачите, ќе биде Боеми од Джакомо Пучини, ќе диригира нашата маестра Бисера Чадловска, која слави 20 годишен јубилеј. Убава представа, убави солисти, значи прекрасни се пеат одлично, хорот е исто така прекрасно спремен, убава режија. Ќе биде доста интересно. Многу интересно тоа што хорот на Националната опера и балет има испреплетено млади талентирани оперски пејачи и мажи жени, но и успешни, веќе добро етаблирани имиња. Па така да верувам дека вам ви е оставен еден многу голем простор, но и ветер во грб да учите можеби од оние кои што биле ваши идоли кога се студирале. Така е, така е. Кога дојдов во хорот на Националната опера и балет, се сретнав со многу интересни имиња, веќе познати и на поп сцената и на оперската сцена. И морам да признам дека колегите се навистина голема поддршка. Прво ни беше чудно додека се запознаеме, но потоа комуникацијата ни тече одлично и сите се доста пријатни, ни даваат поддршка, учиме од нив, се надоградуваме меѓусебно. Како ти изгледа еден ден, со оглед на тоа дека мораше да станеш рано? Денеска, да видиш дел од ова е еден од ретките денови. Добро, еве како порано. Ајде, мене многу навистина ме интересира како изгледа со оглед на тоа дека јас и Бранко стануваме во 4:30. Вие кога станувате, како тече вашиот ден? Ако сме ние утринците, вие сте ноќните работници. Не сум ни ноќно, тоа е многу интересно, што, пример, утрото ми почнува еве од кај 9 часот, го почнувам со кафе, потоа продолжувам кон операта, каде што имаме секојдневно проби, продолжувам со часови кои ги држам во приватното музичко училиште Пиано Академи, предавам соло пеење, и потоа или на тренинг, или на италијански. Се спремаш за Италија, добро. И кога имате како вечерва настапи, затоа велам, вие сте заглавувате навечер, веројатно до подоцна. Вашиот биоритам е многу различен од нашиот. Да. Јас, покрај моето искуство долги години со овој утрински биоритам, не би можела во тој да влезам.
Ама добро. Да, се е до навиката, пак ќе кажам. Значи, сум пробувала и порано да станам, тоа ми е некако невозможна мисија. Па, ако треба доцна да останеш, не пробувај порано да станеш, така да добри сте си. И кога имам вака представа, кога имаме навечер, се обидувам да поспијам, да одморам повеќе, затоа што пак треба концентрација, треба агилност и да бидеме активни, затоа што сега и на режијата имаме и деца со нас, така да тоа е и пак огромна одговорност е. Така да мора да сме одморени. Очекував дека ќе ми кажеш дека на посебен начин го негувате гласот и го чувате гласот, ама веројатно тоа ви е нешто нормално. Да, значи уште од средно кога се запишав на соло пеење, па и на факултет. Што е тоа што пазите постојано? Уште од старт не тренираа дека првите мојавите беа да нема газирано и слично, но пак мислам дека... Споделете совети, ние зависиме од гласот. Да. Прво и основно мислам дека алкохолот и цигарите најмногу сметаат за гласот. Тоа не е добро. И многу викање. Тоа никако добро. Обично знам, јас пример, кога разговарам, доста гласно разговарам и знам, се осеќам Ве прекоруваат професорите? Па не прекорува, но тоа е некако навика и многу е тешко да се искорени. Карактер е. Да, и примеќам дека некојаш доста ме уморува, но се до праксата и до издржливоста. Добро, ова земавме неколку совети, Бранко ги запиша. Да се пошегуваме, но би сакала на крај да искористам с оглед на тоа дека навистина ти е многу убаво отворен патот. Работиш напорно, сакаш да одиш напред, да се усовршуваш повеќе, млада си. Сега ти се годините, како што велат веројатно и оние кои што се твои ментори. Ние споменавме менторката, може и тука да ја споменеме. Кои се твоите планови, каде ти би сакала да се видиш себе си во наредните години, како твое професионално усовршување? Би сакала да се видам во Европа. Мислам дека таму најмногу може да се доживе оперската сцена, затоа што сепак тоа е, како што речи, колевка. Благој Нацовски ќе го споменеме. Тука ќе искористиме. Сепак операта е најголем дел пишана на италијански јазик. Мислам, тоа самото кажува која е матицата на операта. И многу може да се научи, дефинитивно, посебно од италијаните. Тоа мислам, така ми е цел таму да заминам со тек на годините. Ти посакувам среќа, отворени врати и ветер во грб. И благодарам многу. Поздрав до вашите гледачи. Благодарам. И се надевам ќе се видиме повторно. Се надевам јас со следни успеси дека повторно се гледаме тука, да ги споделиме истите. Благодарам. Благодарам.